тема. Белгиската компанија Ванхол во индустриската зона Скопје 2 денеска ја отвори втората фабрика во економската зона Бунарџик, со што компанијата го најави проширувањето на производствената линија пласман на европски пазар и зголемување на бројот на вработени од сегашните 430 на 600. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Започна 15-тата литературна манифестација Илинден 2014. Нов асфалт за вториот влез во населбата Радишани. Започна акцијата Садница Плюс во училиштата и градинките во општина Газибаба. 120 фармацевти го совладаа знаковниот јазик. Објавен конкурс за учество во 7-та манифестација Топол културен бран. Во Домот на култура Илинден во општина Илинден на свечен начин беа отворени деновите на книгата, со што и официјално почна 15-тата јубилејна литературна манифестација Илинден 2014. Во присуство на поголем број љубители на пишаниот збор, деновите на книгата, што ќе траат до 16 мај, ги отвори градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Посетителите на оваа саемска манифестација може да најдат многу нови, интересни наслови од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристичка литература, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста. Општина Илинден во насока на промовирање на современите културни достигнувања од денеска до 16 мај во Домот на културата ја организира јубилејната 15-та литературна манифестација Илинден 2014. Литературната манифестација е поддржана од акцијата Читај повеќе, читај секаде на Клуб Матица, која има за цел да ја промени матрицата на размислување на македонската популација кон читањето и потребата од читање во било кој момент на било кое место. Денеска напладне во рамки на манифестацијата беше отворена и изложбата на академскиот сликар Новица Трајковски. Од денес отпочнуваат деновите на книгата, кои што ќе траат до 16 мај и тоа од секој ден од 10 до 20 часот. Понатаму имаме поетски митинг, ликовна изложба, промоции на книги, литературно матине за деца. Имаме повеќе промоции на книги кои што се дадени во програмата. Целта е афирмација на книгата и како литературна манифестација учеството на поголем број на автори кои што ќе се случи на 15 мај во 19 часот. Ќе има повеќе од 20 автори, домашни и автори од балканските земји. Еден сегмент кој што е многу значаен исто така кој што преовладува во литературната манифестација е делот на училишните поети кои што ќе се представат пред учениците од основните училишта. Исто така тоа се околу 20 на детски поети кои
еве и оваа година ќе настапат во рамките на манифестацијата. Централниот дел од манифестацијата, поетскиот митинг Стихови за душата, ќе се одржи во Домот на културата Илинден на 15 мај со настап на 20 написатели од Македонија и од балканските држави. Во рамки на манифестацијата ќе се одржат денови на книгата, каде што љубителите на пишаниот збор ќе може да најдат богат извор на книги и да се запознаат со најновите изданија. Манифестацијата ќе биде збогатена со промоција на антологија на балканскиот расказ на Раде Силјан, промоција на романот Посмртна венчавка на Паскал Гилевски, како и промоција на романот Допирот на музиката на Дафне Калотеј. Во рамките на манифестацијата по повод 85-тиот роден ден ќе биде представен и портретот на академик Матеа Матевски, а присутните ќе имаат можност да ја проследат и изложбата на академскиот сликар Новица Трајковски. Составен дел од годинашната јубилејна манифестација ќе биде традиционалното литературно матине за деца, на кое ќе настапат повеќе имена детски писатели. Во населбата Радишани започна темелната реконструкција на улицата Амди Демир во должина од 220 метри. Се заменува стариот асфалт со нов, а се прави и корекција на тротоарите. Проектот изнесува околу 2 милиони денари средства кои се обезбедени од општинскиот буџет. Општина Бутел ја започна темелната реконструкција на улицата Амди Демир, поточно на вториот влез во населбата Радишани. На ова улица, долга 220 метри и широка 6 метри, комплетно се симнува стариот и ќе се постави нов асфалт. Исто така ќе се направи корекција и на тротоарите, а ќе бидат поставени и нови рабници. Денеска се наоѓаме во населеното место населба Радишани, каде што според програмата на општината Бутел предвидена е реконструкција и санација на улицата Амди Демир во должина негде околу 220 метри, широчина од 6 метри, каде што се врши гребење на цел асфалтот, каде што се врши пополнување на нерамнините, воедно се врши вадење на старите тротоари, бидејќи ова представува една од најфреквентните улици, јас би кажал, во населбата Радишани, и мислам дека после 30 години заслужуваат граѓаните на Радишани поново нивната улица да им светне со еден навистина убав блесок. Ова прилика да напоменам граѓаните и да ги замолам граѓаните на Радишани кои што не знаат да ценат и почитуваат, да бидат стрпливи, бидејќи овие денови кога ќе се гради улицата се создава нервоза, меѓутоа мислам треба да бидат стрпливи. Ние ќе бидеме многу активни, во најбрзо може рок сето ова да го санираме и ова улица да ја направиме. Ова реконструкција на улицата Амди Демир во населбата Радишани се прави поради дотреениот асфалт кој не е променет повеќе од 20 години. На едно поголемо проширување покрај патот што досега беше запоставено во склоп на реконструкцијата на улицата ќе се изгради и мини парк со фонтана за пиење вода и урбана опрема за одмор и за средба на граѓаните од населбата Радишани. На местото каде што тука се наоѓаме, за граѓаните уште една новост, уште едно нешто убаво што ќе се случи. Овој запустен простор овдека, кој што се користеше за се, ама не за она што граѓаните имаат потреба, тоа е ќе изградиме парк каде што граѓаните кога во вечерните часови се шетаат, ќе имаат место каде што ќе можат да се одморат за момент, бидејќи тоа кој има клупи, ќе има фонтана за пиење на вода, значи ќе биде многу уреден, иако просторот е можеби минимален, меѓутоа ќе го уредиме за да навистина граѓаните се чувствуваат безбедно, спокојно и да можат за момент со своите комши да се сретнат, да се видат. Изведувач на работите е градежната фирма GIF Инженеринг од Скопје. Проектот ќе чини околу 2 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. На реализацијата на проектот Садница Плюс во основните училишта и градинките во општина Газибаба. Проектот има за цел едукативна и еколошка функција, развивање на екосвест и екокултура кај младата и најмладата генерација. Во основните училишта и градинките во општина Газибаба и оваа година започна да се реализира проектот Садница Плюс. Целта на проектот е засадување и одгледување садници, при што децата го водат целиот процес од засадување семки во чашки до подигнување на садниците и нивно одгледување. Тие на посебни ливчиња ги запишаа своите имиња, а воедно и дадоа имиња на садниците. На есен, израснатите садници ќе бидат засадени на различни локации на територија на општина Газибаба.
Ова акција има едукативна и еколошка функција, развивање на екосвест и екокултура кај младата популација. Градоначалникот на општина Газиваба Тони Трајковски денеска присуствуваше на заседувањето на желадите во објектот Сонце во градинката Детска радост во населбата Автокоманда и во основното училиште Григор Прличе во населбата Железара, каде заедно со учениците и децата од градинката засади желади. Довдека ја започнуваме акцијата на општина Газиваба, која што активно се вклучува во проектот Садница Плюс, која што е организирана заедно со организацијата Денот на дрвото и со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование. Дечињата денеска ги засадија желадите кои што беа донесени овдека и со тоа сакаме да ја зголемиме едукацијата кај нашите деца и кај нашите ученици во основните училишта, да се запознаат со самиот процес на растење на едно растение, почнувајќи од засадување на семката до никнување на дрвото и потоа практично засадување во дворовите на градинките и во училиштата. Би упатил апел да сите граѓани активно се вклучат во престојната акција која што ќе следи за Ден на дрвото. Секој од нас да засадиме по едно растение, со тоа ќе придонесиме за поквалитетен, почист, поздрав воздух и поздрава животна средина. Проектот Садница Плюс е предвиден да се одвива во сите основни училишта и градинки во општина Газибаба, а истиот се реализира во заедничка соработка на општина Газибаба, организацијата Ден на дрвото и Министерството за труд и социјална политика и образование. Со оваа акција учениците и децата од градинките се дел од глобалната кампања за заштита на природата и шумите, градат одговорност и екокултура, развивајќи се од здрави личности, еколошки се едуцираат за почитување на македонскиот дап и македонските шуми, а со тоа кај нив се подига свеста за чување на природата и за почиста животна средина. Стои 20 фармацевти од државата која завршија 4-месечната обука за елементарно совладување на знаковен јазик. Во аптеките ќе може да комуницираат со глуви и наглуви лица. Од нив 50 обучени фармацевти на знаковен јазик од Скопје денеска добија сертификати, а лиценци добија 6 обучени и лиценцирани сертифицирани толкувачи на знаковниот јазик. До сега во државата лиценци имаат 18 обучени, лиценцирани, сертифицирани толкувачи на знаковниот јазик. Обуките за фармацевтите кои ги вршеа стручни лица, кои работат таа комуникација и се сертифицирани да го работат тој знаковен јазик, се резултат на успешната соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика, Националниот сојуз на глуви и наглуви лица и Фармацевската комора на Македонија. Фармацевтите со тоа ќе можат да ја остварат основната цел на нашата професија, а тоа е добра комуникација со сите луѓе, како и добивање информација дали пациентот разбрал како да го употребува лекот и се што го интересирало во врска со лекот и неговиот начин на лекување, објаснуваат од Фармацевската комора. Моментално во Македонија има 18 сертифицирани толкувачи, обезбедени се 500.000 динари за обуки за нови толкувачи. Министерството за култура објави конкурс за учество во финансирање за реализација на 7-та манифестација Топол културен бранд, која и ова лето ќе се одржува во 2 етапи, од 20 до 31 јули и од 20 до 31 август 2014. На конкурсот може да учествуваат општините во Република Македонија. Манифестацијата ќе се реализира преку заедничко финансирање од страна на Министерството за култура и локалната самоуправа. Општините треба да достават програма со проекти од сите области на културата: филм, театар, музика, танц, литература и ликовна уметност. Како што стои во објавениот конкурс, програмскиот концепт може да содржи самостојни и групни ликовни изложби, концерти од сите музички форми и жанрови, солистички, камерни, симфониски, популарни, етно, джез, концерти на фолклорни и хорски ансамбли, изведби на класичен и современ танц, филмски проекции, драмски представи, проекти наменети за најмладата популација, поетски читања и така натаму. Министерството за култура ќе учествува во финансирањето на најмногу 5 проекти распоредени во 2 етапи. Учесниците ќе бидат писмено известени за резултатите од конкурсот. Пријавувањето на проектите е преку пополнување на пријава која е објавена на веб страницата на Министерството за култура. Конкурсот ќе трае 30 дена од денот на објавувањето 10 мај.
Проектите треба да се достават до Министерството за култура преку пошта или во писарницата на Министерството, најдоцна до 16 часот на последниот ден од конкурсот. Министерството за култура истакна дека Топол културен бран е една од низата манифестации кои Министерството традиционално ги поддржува и кои во летниот период им овозможуваат на граѓаните да проследат бројни интересни културни содржини, концерти, театарски представи, литературни читања. Минатата година се реализираа повеќе од 110 културни настани во 29 општини низ Републиката. Целта на манифестацијата е да се поттикнат рамномерниот културен развој, афирмацијата на културните вредности и анимирање на културата на локално ниво и да се обезбедат услови за достапност на граѓаните до културните вредности. Фудбалерите на Работнички се новите шампиони на Македонија со освојување на 4-та титула во клубската историја. Манчестер Сити ја освои премиер лигата, а шампионот во Шпанија ќе се решава во последното коло. Повеќе за овие останатите вести од спортот по рекламите.